Преку улица во баровите се пие алкохол. Во околина, луѓето се забавуваат. А на штанд во ќош се продаваат пури. Тоа е кубанец. Тука дојдов пред година и половина. Тој сонува за подобар живот. Комплицирано е бидејќи немаме опции. Луис Ернесто Фернандес, како и повеќето кубанци кои доаѓаат во САД, е заштитен и може да аплицира за зелена карта за да остане. Ниту една земја не е обврзана да им помага на луѓето од други држави. Тие имаат своји проблеми, но САД се наша земја и сите доаѓаат овде. Неколку блокови подалек. Луѓето од Хаити со своите обичаи и култури во Ки Вест. Фабиен Симе дојде во Ки Вест за да заработи повеќе пари. Но сега таа вели дека ги искористила тие пари за да плати откуп на Хаити, за да ја ослободи незината киднапирана мајка. Се моли за да ја донесе во САД. Да, сакам таа да дојде овде, бидејќи во Хаити не е безбедно. Тоа насилство во незината татковина го потикнува екзодусот на Хаити. Пописот во САД покажува дека во последните 2 децении за 8 пати на тропските острови на Флорида е зголемен бројот на мигранти од Хаити. Колку мина бегаат и се преселуваат во незината населба. Многу луѓе. Секој ден доаѓаат многу семејства. Тешко им е да најдат дом тука во Ки Вест, па се преселуваат кај други семејства. Комунизмот во Полска пред неколку децении го натера Серхио да избега во САД. Се обидов 2 пати да дојдем во САД. Тој поднел барање за политички азил и станал државјанин на САД, но бара да не го користиме неговото целосно име за да може слободно да зборува. Серхио не вози низ островот Сток, каде што се населуваат луѓе од Хаити. Тој негодува како тие ја менуваат атмосферата на Ки Вест. Тие предпочитаат да бидат разделени. Тие не сакаат да се дружат со други луѓе. Живеат заедно како во мал град. Порано беа сите нации и сите раси, а сега сите заминаа бидејќи тоа е само народ на Хаити. А на штандот за пури, Фернандес ја разбира фрустрацијата на долгогодишните жители, но аргументира. Некои луѓе немаат друга опција. Времењата се менуваат, општествата се менуваат, градовите се прилагодуваат. Но како доаѓаат промените, луѓето се тие кои мора да најдат компромис во местото што сите го нарекуваат дом.